Здраво! Ако некој се прашуваше кај сум и што сум, еве, направив една глупост, тоа се вика почнав да правам портфолио без план. Why are we still here? Just to suffer. Во еден луп наречен што да ставам, како да ставам, зашто да ставам, избришав 2-3 фајла од портфолио, еве и гласот ми е фатен, и грло ме боли, и гради ме болат, и се и така да за нигде сум, ама нема да зборам денеска за портфолиото, што кој му ебе матер. Ќе го направам деновиве, па ќе збориме после за сите грешки што се дешавале. Иначе да, здраво, како си, добар? Што правиш? Супер. Ти што не ме знаеш, здраво, јас сум Гоце, работам 15 години као графички дизајнер, нааму натаму по агенции по 300 чуда и сега работам фриленс по дома. Денес сакам да збориме за една тема што се вика грешки што ги прават джуниор дизајнери. Значи, нели, сите сме биле джуниор дизајнери некад на времето, некои уште се. Супер што се, фала што работите, нели, што ќе продолжите овој концепт на работа да го развивате и да го доразвивате. Тоа што не ми се допаѓа мене, значи, тоа што го гледам, нели, јас што сум го правил исто сигурно, не сме никои родени сениор дизајнери. И баш тоа е всушност и првата грешка што се прави кај джуниор дизајнер. Значи, джуниор дизајнер уште не научил да води, он почнува да трча. Тоа го зборев нели у претходното видео за AI користење, ама не е ова само за AI користење, туку е буквално за се. Бориме од фаќање да работат проекти кои што не им се во нивната грани. Да, сваќам и разбирам дека треба да работиш. Сваќам ја дека ти сакаш да напреднеш многу брзо, да бидеш многу подобар за пократко време, ама тоа ти е зимање шорткати. Значи не можеш ти одеднашка да речеш: "Еј, бајо, слушај, ја вчера завршив на некоја си академиште некое, завршив и денеска ќе си ги, знаеш, ќе си ги мерам со тебе." Се, знаеш, спушти ја топката, да. Интересно е да си у таа екипа на големи дизајнери и не знам, 75 лајка имаш од дендашка на LinkedIn или на Instagram и мислиш, брате, дека си до јаја, знаеш као. Нема врска, да си жив и здрав. Знаеш како вика? И расипан саат 2 пати дневно покажува точно време. Така? Полека. И се треба полека. Многу летање, значи многу летање, ова го зборам најдобро намерно, нема мислиш дека, не знам, сигурно ќе се појави некој што ќе каже: "Ете ти", а ова го имаат кажано многу пати. "Ете ти се плашиш од конкуренција, само ти треба да бидеш дизајнер, друг никој не треба да биде дизајнер, ако го кажеш тоа, ти си глуп." Крај на муавет, значи крај на муавет. Толку. Јас сум се плашал. Конкуренција е најздрава работа што постои на светот. Нема подобра работа од некој подобар да сакаш да станеш уште подобар од него. Разбираш? И тоа никад нема да ги разберам тоа тастатурџи и да ти имам што. Значи на секое само. Еј, знаеш, брат, ти многу се буниш, ти кажуваш ова, ја кажувам ствари кои што ги имам видено, ги имам искусено, ги имам осетено на кожа. И јасно ми е дека ја ги имам правено тие грешки и затоа што ги имам правено, имам осетено што се случува после, затоа викам нема да ги правиш тие грешки. Значи, ако си джуниор дизајнер, джуниор дизајнер, уствари сега чека да видиме колку години е според Google, колку години треба за junior designer. Чекај да видиме. Еве ти, climbing the hierarchy of a graphic designer. Student, junior graphic designer. 1 до 3 години. Ете, 1 до 3 години. А не баки ти месец дена откако искочи од Brainster, викаш дека си senior graphic designer. И дека you put, како беше, I put purpose in brands. Пентул уште не знаеш да користиш кој што треба. Не ади гомна. Know your place. Shut the fuck up. Know your fucking place, trash. Така да, junior си од 1 до 3 години. Од junior е mid-level графички дизајнер, значи експертиза од 3 до 5 години. Тоа што приметив ја у Македонија е дека не постои еден ебан mid-level дизајнер. Значи, сите се сениор левел. Он завршил вчера, земал
сертификат, денеска е сениор левел дизајнер. Значи, рипате чекори, а портфолијата не се ни мид. Знаеш зашто се вика мид? Знаеш зашто ова се вика мидкаст? Зашто е мид, вака. Не е најдоле, значи не е лошо како твоето, не е ни најдобро, као на најдобрите дизајнери, мид. Сваѓаш? Јас со 15 години викам, јас сум мид, се уште. И, ама ке дојде таму, 22 години начукал у гзот, бркови уште нема, мочко еден, сениор график, сениор, брат ми, фурни леп. Знаеш колку енкор поинти имаш за кликање уште ти дур да станеш сениор дизајнер? Не ме заебавај. Седнал он сениор, јас сум сениор, не си брат сениор, джуниор си. Толку, крај. Сега, идеме. 3 до 5 години за mid-level дизајнер. Значи да работиш агенција, фриленс да работиш активно или нешто in-house некој дизајнер да си. Сега доаѓаме до сениор дизајнер, кај што сениор дизајнер вика сениор дизајнер вика треба да имаш работа од 5 до 8 години, треба да имаш искуство. И тоа пази, ама сериозно искуство од 5 до 8 години, значи да си работел на се, да знаеш да работиш. И припреми, фотки да средуваш за принт посебно, за веб посебно, да знаеш да ги оптимизираш за веб, да знаеш да ги оптимизираш за принт, што е многу битно. Сваќаш, најголемата грешка, што ја гледам кај дизајнери, кога сум работел со помлади дизајнери, например, од мене, или со иста возраст, дури некаде со постари дизајнери, е што он, брат ми, само зима фотка, фрла во индизајн, нит гледа колку е DPI-жа, нит гледа колкава треба да биде сликата во индизајн документот стаена. Нема врска, у индизајн треба да биде, например, за принт, еве да речеме, 10 на 10 см у 300 dpi, он ја става 30 на 30 см, кога ќе намали надоле од 300, доаѓа 700-800 DPI сликата. И тоа тежи, тоа го прави фајлот до пичку матер тежок, кога ќе видам нека така, или Photoshop файл, кога ќе видам 2 гига, 3 гига файл Photoshop. Тоа нема еден смарт објект у него, значи еден смарт објект нема у фајлот, сите леери не се именувани, нема групи, нема подгрупи, нема ништо. Само така фрлен фајлот, направен параспур, турли тава фајлот и ама јас сум сениор, не брат. Ти ова што го имаш направено како файл сега е джуниорски потек и не можеш да ми објасниш на мене ништо друго освен тоа. Тоа ти е скроз джуниор потек што го имаш направено и си basic bitch у дизајн. И сениор ќе станеш кога ќе направиш културен файл, кога ќе седне било кој дизајнер, баба ми кога ќе седне, да го отвори фајлот, да ја стане јасно што е кај, а не човек со години да земе и да клика леер по 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 куров, за да стигне на крај до тоа што треба да го уклучи или да го исклучи, да го ебам. Цел ден ја ќе стискам ја на фајлови, ја чекај, ова беше не, ова беше не, ова беше не, ова беше не, ова беше не. Ајде преку курда ти ја. Пакуј се и оди дома. Научи да работи. Не си дошол у агенција, па распру фајлови да ти ја. Серверот од денешка пун. И кога видам тоа, праќање фајлови директно у атачмент по 20 мегабајти, као ненормални некој. Закачи бе, Drive, Dropbox, V-Transfer, фирма ти плаќа све, да имаш премиум, ти 20 мегабајти на мейл. Common sense. Значи, освен што треба да си ти искусен како дизајнер, ти треба да имаш и common sense како дизајнер, кога праќаш ствари или кога работиш. Значи, common sense, хигиена у дизајн. Има една епизода у таму што ја зборам, хигиена во дизајн се вика. Значи мора да одржуваш хигиена, као миење зуби, секое сабајле, стануваш миеш зуби. Така, кога отвараш файл, го правиш во точни димензии, проверуваш дали треба да е цмик или треба да е RGB. Работиш на тоа, именуваш сите леери, се што треба. Ако се смарт објекти, провери го смарт објектот, дали е цмик ако фајлот е цмик, дали е RGB ако фајлот е RGB. Не ги мешај, не биди глуп. На крај, кога праќаш припреми за штампа, флет на све направи, у печатница нема што да ти пипкаат фајлови. И тоа е посебен файл што го праќаш. И тоа е тоа. И сега доаѓаме до најинтересната тема, за која што ми се збори многу. Вика Art Director is the closest position to the top as a junior designer can climb. Art Director is responsible for overseeing
low position designers. This role is less design work. Да, арт директор. Кога си арт директор, уствари ти многу малце работиш дизајн, повеќе си супервизор. Нели? Hence да директор моментот, што у буквален превод значи усмерувач. Ти давам дирекција, иди право, заврши ова, направи вака, направи онака, некои такви ствари, сваќаш. И тука има многу поголема одговорност, многу поголем прак на толеранција треба да имаш како личност, да не си агресивен према помладите колеги, да не се дереш, да не ти вцрвено е фаца кога збориш со нив, знаеш, да не се курчиш пред нив. Тогаш егото треба да не постои воопште. Мислам, никад не треба да постои его, ама у момент кога стануваш ти некаков си директор, онда его нема. Сега, што ми е тука интересно уствари мене? Пази, ако побараме на LinkedIn, арт директор, тоа не у Jobs, да, ме кен бараат арт директор, ако сака некој нека се пријави. Во Скопје, чекај, locations, Македонија, 498 арт директори има во Македонија. Значи, 498 арт директори постојат во земјава. Има некои што се стварно арт директори, да, стварно се ептен добри арт директори, што ги знам, што се супер. Ама, брате мил, со 498 арт директори во земјава не треба да има еден лош постер за политичка кампања, едно лошо пакување за производ, сваќаш? Не треба да има една лоша кампања. 498 арт директори постојат. Кого усмерува тебе, матер ви ебам ваша бе? Кого усмерува тебе, друже? Што ви е на вас бе? Абе, мислиш сите овие мейл подписи, уствари, као на пазар да си ги купуете бе? Педер, што ви е на вас? Чи не ми се веруе. Не знам, ајде. Не знам више што поише да зборам да ти емам. Ама уствари доаѓаме до она, чекај малце. Чекај, кафе да се напијам, цигара да запалам, ова ме извади од такт. Значи, бајо, буквално сега Ѓорги Колозов момент имам, ама многу бабици килаво детето, еј. И така е кај нас. Секој стана арт директор, да, и Ќоро и Сакато. У Македонија поише арт директор има него кинези у Кина, да ти ебам. Процентуално. Разбираш? Со која глупост е ова, мајко мила, арт директори 500 комада. 2 кампањи годишно искачаат, окей кампањи. Не се ни добри кампањи, него се окей кампањи. Мене би било срам да кажам дека сум арт директор. Бора човек цигара да пали, го нервирате да му еба мајката. Значи, брат, уште не ми се верува. 498 арт директори има во Македонија. Чекај, да видам. Од 1.800.000, значи, од 1.800.000 луѓе кои што живеат у земјава, милион да кажеме дека се баби и дедовци, значи од 800.000 луѓе, 500 луѓе се арт директори. Колку агенции има у Македонија, да кажеме 100 агенции дека има, така? И у тие 100 агенции да има по 2 арт директори, тоа се 200 арт директори. Другите 300, кај работите бе? Што арт директувате бе? Маму ви ебам ваша бе. Head of design, кој ќе ми каже некој. Колку сте вработени? 1. Значи дизајн работиш да ти имам. И тоа се почетнички грешки. И тоа арт директување, значи тоа 3 години работи у фирма, арт директорство. Каде бе брат ми арт директор бе да ти имам? Правиш грешки, save image, текст, не арт optimized. Знаеш, такви некои глупости прават. После тоа се нервираш, таму се караат, се расправаат пред тебе, се смееш да ти имам као мали деца работат, ама арт директори, глумиме ние тука, креатива, баце, што ти е бе брат? Ајде, доста беше, ајде. Ако имаш некоја забелешка, пиши у коментар, ако не, или ако да, лайк, шер, сабскрајб на каналот, 5 евра Patreon, знаеш тоа како иде процедурата, веќе да не ти го тупам. И тоа е тоа, се гледам у наредно видео кај што ќе зборам за портфолиото. Ајде, чао!